Почитувани, земјоделците се жртва на погубните елитистичките политики на Зоран Заев. Тој именно овие денови пред целата македонска јавност кажа дека нема да има субвенции за земјоделците кои нема да остварат големо производство или поточно поголемо производство од претходната година. Тоа практично значи дека владата на Заев нема да има слуки за трудот и маката на земјоделците кои можат да имаат повисоко производство од претходната година, а тоа значи дека причините, како што се и временските непогоди, временските прилики, покрај тоа што ќе бидат казнети од природата, ќе бидат казнети од Заев со недобивање на субвенции. Заев јавно кажа дека ќе крати од субвенциите, Заев кажа дека нема да има субвенции за сите видови култури, туку само за одредени култури. Ова истовремено ќе значи крах за земјоделското производство и тотално исчезнување на некои култури од македонските полиња. Заев се поиграва со македонските земјоделци, со нивната мака и труд, и владата на СДСМ со кратење на субвенции свесно сака да го уништи земјоделството. Политиките на СДСМ во земјоделството ќе овозможат опстанок само на крупните земјоделски предпријатии и комбинати, што во исто време ќе значи и крах за малите земјоделци кои своите фамилии ги прехрануваат од земјоделската дејност. Заев е решен свесно да уништи илјадници земјоделци кои се прехрануваат и чии семејства исто така ги прехрануваат, а чија главна дејност е земјоделството, само за да им излезе во пресрет на неколку регионални крупни земјопоседници кои ќе го преземат целото земјоделско производство во тие краеви. Земјоделците се жртва на манипулаторот Заев. Заев во текот на предизборна кампања ветуваше живот за земјоделците, поголеми субвенции и подобри услови, а сега сме сведоци дека 100 дена откако е седнат на власт, јавно кажува дека нема да има субвенции затоа што нема да има поголемо производство од претходната година. Покрај тоа, владата на СДСМ подготвува целосен план за кратење на субвенции во интерес на една национална телевизија. Заев рече дека во моментот Министерството за земјоделство финишира со планови за ефикасно субвенционирање. Ова субвенционирање нема да биде ефикасно, туку ќе значи крај за обичните земјоделци. Ова ќе значи крај за земјоделството во Македонија и земјоделството е на чекор да биде целосно уништено од елитистичките погубни политики на Заев. Граѓаните го гледаат расипничкиот однос на СДСМ кон сите сегменти во општеството и можност да се заправа лудило наречено СДСМ граѓаните ќе имаат на престојните избори, поточно на локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври. Благодарам.